Во изминатите неколку денови членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани реализираа неколку активности што се дел од годишната програма за работа. Најпрвин во пресред на двата празника 7 септември ослободувањето на Кочани и 8 септември денот на независноста на Македонија, кочанските планинари учествуваа на 3 различни планинарски акции. Во саботата на 5 септември се искачија на врвовите Китка на 1903 метри и Царе врв на 2085 метри, како поддржувачи на предизвикот 12 врвови, што го организира планинарскиот клуб Трансферзалец од Скопје. На 6 септември екипа на планинарскиот клуб Осогово учествуваше на традиционалното искачување на највисокиот врв во Македонија, Кораб, на 2764 метри надморска височина. Истиот ден се одржа и планираната тура до Раткова скала, заедно со членовите на планинарскиот клуб Кожув од Гевгелија. Активностите на планинарите продолжуваат и викендов. За внедела е најавено искачување на највисокиот врв на Баба планина, Пелистер, на 2601 метар. При тоа ќе се пешачи по стандардната патека од правец на Ловечката куќа. Исто така, како посебно постигнување е што Кочанскиот планинарски клуб го доби и првиот женски планински водич во Источна Македонија. На обука за жени планинарски водичи, што ја организираше Македонската планинарска федерација, а што се одржа на Пелистер од 3 до 7 септември, учествуваше и нашата кандидатка Стојка Антова. Таа успешно го помина тестот и обуката и се стекна со сертификат за планински водич од категоријата А1, планинарење по лесни патеки во летни услови.